Сама се отвора вратата се. Виде, сама можеш да отвориш. Имав мака да се... Добре чукнав. Да, имав мака во претходните емисии. Бравата не ми чинеше, ама си ја сменав. Си едов нека јоцо и си ја сменав. Гледа, сама се отвори. Како да не си во ю. Кај си Ведарче? Чао. Добро ми се, шубе прстени имаш. Ќути. Ти значат нешто? Шведска невеста нареде. Зависи кој како. Ајде да видиме. Поклон. Подарок. Подарок. Од татко ми, бит пазар. Добро, да не имаш некој масонски кој така. Нема масонски. Кафе сакаш од Микелче? Сакам. Види какво ни го направи кафето во Микел, не знам дали се гледаше, да не го истурам, Дарко пиши со срце. Со срцето. Ете Поздрав до така, Микел. многу те сакале чупињата од Микел. Ја, Така ми рекоа, кој ја ќе си би пие лауру, многу пиеле. Пијат настапи кај тебе? Пробам, Пробај да видим Чоколад. дали те донеси. Мене ладно чоколадо ми дадоја, многу убаво. Партај. Многу јако. Фала Микел. Фала. Клај си се напојаш, че и да полетуваме. Оти ке титка ако некој. Нема титка, јас ќе ти титкам. Тит, ќе ти прам тит. Че ја ти бубнам овде на бубица. Ајде. Ете така. Ајде да се тргнеме, малце сонце имаме во позадина, да нема во камерата, да нагледат поубаво луѓето. А тај не иди кола, не иди добро. Пијат на настапи кај тебе, не ми кажа? Па пијат, поготово кога ќе влезам во, да речем, во втори одел во подлабокото малце. После свиеш мирише на њу. А то таа песна е клучна, значи. Таа тука е она прекршувањето. Во посериозни текстови. Да, така, и тогаш алкохолот малце поќе се Ќе троши. да ги замночарите, освен ако нема ни сонце. Ќе мани сонце, да знаеш. Ако мани ќе клајме. Сакаш да ти ги видат очите, тие се начари сум цело време. Нема раскажат. Дека пред Тебе те камера. знаат, тебе те знаат. Со начари ме знаат мене. Кои ќе ми видат без начари ми велат, еј погрци вака. Нема врска. Ти- Вака си пошем. Да, ти пиеш, да, карира ми се, оптика диаприка, фала. Пиеш ти на настапи? Многу ретко. И то како иди времето, се некако поќе на вода се префрлам. Од изгуснуваат и настапите и така. Со годините, а? Чисто со годините можда. После настапот да. Ако имам два во денот, после вториот. Па се случува и два да имаш. Се случува. И темпо, Темпо интересно, што да ти кажам. интересно, се живеи. Да, петок сме така, Скопје па Битол. Чекај се, ти си битолчанец што живее во Скопје. Да, 10-та година. 10-та година. Збораш скопски таму или битолски збораш? Никако. Мислам, вака, за волја на вистината, имам нешто, не по примено, туку по нешто ми имат подзачистено од битолскиот. Аха. Знај некој збор да ми е по не скопски, али по литература. Не знам како да го наречам. Добро, да. Сега не е скопскиот литературен, да не Не, таман работа. Битолскиот е во групата. на литературни, да. Така. Значи му збораш литературно, ајде да кажеме. Добро, убаво е да си збора македонски јазик, како и да е. Јас се гибам македонски, да. Јас се гибам така цело време со диелектите, ти многу се палат, не дека нешто. Не ме предупредија. Шо? Не ме предупредија, вика ако ќе одиш кај Мими од Битола си, немој да Збораш си битолски. почнал да збораш, вика, на На скопски. да те сети, вика, оти ако те сети го крка. Ја така што одма почнавме пробуваме то. Тоа беше така. Добре, ме процениле. Ко дете на Прилепска си растеш, а? Гинимале. Гинимале. Прилично? Мора ми се нареди емисиите со гинималци само. Така? Последниве неколку, да. Убо гинимале? Гинимале, да, топ. Генимале или гинимале? По правило генимале, Аха. а ние го викаме генимале, а во разговорно гинимале. Гинималците го викат. така. Гинималците го викат Да. гинимале, да. Гинималец во Скопје, ето уште појако е. Да. Да. Иначе средно учеше музичко. Средно музичко. Да, после замина на факултет. Почнав Битола, ама го заврши во Скопје средното, Така, а знам, пази се славев, префрле. две матури славев. И Со- битолчаните со скопјаните. И кои беа позабавни? Фу, ќе го кркам. Многу. А, битолчаните, малце. Позабавни? Не зашто, не за друго. На битолската матура имаш алкохол на ваго, скопјаните ни забранија на сокчиња бевме, разбираш, во кафаната. Ништо скопјаните, што матура е таа. Може да се напиеш се на петера, шема да се напиеш. Добро, после во диското окей, ама в кафана за матура Кафана со сокче. треба едно живели, да. Така е, се еднаше матура. Еднаш Побогу. матура. Море скопјани пиете за матура. Пите, дечки. Деме као нешто се ние не пиеме. Пиете, олавајте си ја душата. Имаше мангупи на Шанкерки е таму во Скопје во кафаната. Добро. Не бев јас толку мангуп.
Ајде, се ова за друго кажеш, ти го беше правено. За друга збор. Пушта по некој стотчево, како колата му клат нешто бадело ваона. Така да не се гледа, да не се познава. Добро е, Скопје ни добро играте, не бен листа. Добро игра. Ајде, ќе одиме на релација, Битола Скопје, што се дешава, види, ќе свртам некогаш овде? Ми е со југото, нека вас Нека ме пушти некој, ајде. Не, ова знаеш што е недела денес, тоа сакав да кажам, недела прв пат, може и ретко кога снимам во недела емисија, но ќе велев многу полабав собраќај во недела. Ја што се дешава? Минути, тука ќе завршиме емисија. Чекај да извам вака, волер малце ќе поседиме. Нема мрдање. Сега. Да, 3, ајде да броиме, 2, 1. Нас ќе влезеше. Да, за малце. Одиме. Ами нека ме чухниш, овој ќе ми плати штета, нали ние сум. Ето така. Рече Скопје замина, малолетен беше уште кога замина в Скопје. Да, на 16 замина в Скопје, сакаја да ме земат уште од прва средно мене, професорот по виолина од Скопје, ама мајка ми не ме пушти. Вика, детето ми е мало, на 14 години, на 15 не ви го пуштам, нека послуша малце тука. На 16 ќе пуштам. Тогаш ја убеди. Така, на 14-15 не, ама на 16 може да оди. Како се снајде во Скопје така како дете? Тука мислам да ги беше најаката школа. Тука во интернат влегов, средношколски. Најубав интернат. И тука војска не сум бил, ама во интернат сум бил. Исто ко војска? Бетер. Бетер? Па и помал си. И мислам дека во тие некои први 4-5 месеци се очојачив, да речам, маш станав. Стварно мислам дека тогаш оти во интернато нема тука веќе. Нема мама, баба. ни тато, баба нема да ти направи манџа, нема ништо. Мора да се снаоѓа сам. Да, цимерите веќе навикнати, веќе адаптирани. Ќе ја клам трета. Прво. Второ, еве трета, добро. И така, Така, се да се направи рече човек. Да. Те направи Скопје човек. Ние не луѓе сме во Битола. Нема Ги врска. вадиш моветите од контекст. Тоа е забавното се нема врска. Нема врска, ти бе коригирај ме па. Добро. Да. Настапува сегде низ цела Македонија. Те препознаваат луѓето како пејач. Практично ти виолинист учеше. Да. Првично да. Уште ја работиш виолината или? Уште се свирам, Свириш? да. Во Феймс, во Скопје, студиото за филмска музика снимам. Таму си работиш како Таму. виолинист. Да. Тоа е едно... Оркестарот? Да, убаво. Мислам дека едно од најдобрите студија може и на Балканот, ако не се лажам. Да. Да. Огромно со сите услови, мислам се снима музика за многу познати... За многу добри да. филми, значи многу добри. Да, во кои филмови имаш ти снимано? Си. Знаеш? Само ти велате да свири ова делница. Често не знам и баш вака ќе ме прашат, вика, зашо снимавте денес? Абе, не знам. Ноти имаш пред тебе. Ноти имаш пред тебе, ти клават снимаш. А се снимало за холивудски филми, снимало за Боливуд, се снимало за реклами, познати игри. Да. Има. Значи твојата виолина се слуша и во познати филмови, гледаш? Па како едно делче, теоретски гледано, да, али... Дека реално ти си бил таму, си трзал. Сум повлеквал на кагудало, да. Да. Виолина или пеење, што те повлеква поќе вака тебе? Што е работата? Јас убаво си свире виолина и сега Ама? беев на СИДО 2007-2008 да ми ги изборам са во градинка овие што се нели приредби ова, си подпевнував. И во 2012 или 2013 со твојата и моја омилена и на сите Марина Коруновска. Така, поздрав Марина. Поздрав Марина. Во Звончиња со и хорот Мелодиум беше тогаш, тука бевме и ја пеев во Дома на културата Љубена од Тоша. Да. 2013. А таман го имав подзабораено онака чувството дека Убаво е да си попеш. И тука тие аплаузите и тие овации, стварно беше многу убав концерт беше. Пееме до звездите. Го памтам тој момент. Да, и тука пак ми се разгори жарчето и почна да ми фали се поќе и поќе за така негде 2018-19 да спремам и авторска песна и да почнам акустично ваму таму по Скопјето. А денес тата нешто не ми работи во југото. Тоа е со југото, да. Кога кажа тој почеток, да. Ними неколку авторски песни. Да. И мислам дека 2 години заглави нешто. Заглавив. Не е тоа заглавување, тоа е припрема. Припрема?
Па добро, досега се што спремав беше, да речам, кантавторско ми е, сам си барав студио, сам ги пишев текст, музика, аранжман и така. А сега сакаме да одиме малку next level, да се Добро. уклучат, мислам, веќе се уклучени многу искусни наши стари волци во Композитори, музичари, текстописци. Ти работат песна? Нешто работам јас, се работат два текстови, се работи музика за 2-3 песни, така се спремат са полека работи, од кои треба за скоро време нешто да се избери, се снимат и некои демоа и да видиме што ќе излези прво. Добро. Значи има процес, тоа е Да, многу има битно. процес, да, има процес. Се ми е муабетот. Тите музичари сакат некако да си работат на она што му е музика, не треба да се форсира во некој случај уметноста, треба да си легне тоа така, да си дојде во моментот кој ќе треба да си дојде. Ама дали чувствуваш дека многу слаб е маркетингот на она што се работи во однос на музика во Македонија? Дека единствено останаа оние како свирки, знаеш, по локали низ државата, навечер и пеачите само тукас. Што правиме со она авторската музика, како да се пласира, како да се промовира, кај мислиш ти дека тука затаивме малку? Затоа што почнав вака посериозно со свирки, а авторските песни не нешто многу ги приложувам, зависи, понекогаш се случва. Така да промоција преку промоција во локали авторска песна Функционира? не сум сигурен колку функционира, сигурно функционира, само не знам колку. Мене ми е најмногу мило што во последно емисии како твојата и ги има се повеќе и мислам дека работата мислам дека соделивме одното, но време беше многу затапкано, немаше ни авторско ни. Добро. Мислам дека не се случваше ништо и сега Кој помага. промовира вака од емисиите најмногу пеачи во Македонија? Кај си Па има се- учествувал ти во поќе вака да речем? Оти некако гледам само некои драми се случваат по тие емисиите. Па добро, драмите најинтересни. Некои такви прашања, Да, чудесни, тие- интимни. Да, со кои не Да. се сложам баш многу, али има, еве, не знам, има емисии, јас сум бил Има на... секој честни случаците, да, Има емисии, има и две-три. подкасти, има емисии, има Две-три кои што вистина се што личат како супер, баш да. за да се Да, само треба некако, мислам, да се смени оти, нече некако се на трач се фрливме. Се е некако околу трач. Се е околу кој што бил што напред, како напред, и баш ти имаше на песна за тоа направено, што се вика трач, трач. што сакаше порача со таа песна. А трач па добро, трач е по вистински случувања, по вистински случувања што ми се случвале со дотични Особи. особи, да. Си чупиња и сите локации се малтене реални во песната и во еден момент кога се затрача за една ситуација, мене ми светна дека добро, дај се олабајте, веќе ве поздравам. Ајде, значи со песна ги поздрави. Со песна ги На поздрави. некој начин му во чиците, што би се рекло. Точно. Ето така. Си имал непристојни понуди вака од чупињу? Од фанови, фанки, како да ги наречам. Фанки? Да, Фанки понуди. фанки. Се случва. Што ти И рече? ќе ми речат, абе, викам, многу вика се занесуваш ти после настапот и таков ми е малце и принципот. Да се занесуваш ти е принципот. Не, да се интересното е, тука сега јас идам, се пеам, правиме шоу, се што правиме, и финта да се повлечам, сега ако се после бина да го слезам, поготово на поголеми сцени, ако слезам одма во вакво меѓу не се губи така ни е правилото во менаџментот. Да. И вика се занесуваш многу, не се занесувам, само се повлеквам за да ги намалам непристојните понуди. Така, значи ги има премногу сакаш да кажеш. Има зависи. Ки знаеш, ти имат правено, не ќе да споделиш Абе, како е чуди. приказна. Ако ми текне до после ќе ти спомнам. Ајде да ми спомниш. Каде во Македонија вака има најмногу, да речам, кај најубаво се чувствувал кај што си настапувал? Да речам, од секој можен аспект. И технички добро да било, и забава да имало, луѓето да се најопуштени. Па добро, затоа што често најмногу свирам во Скопје. И таму некако ми имат научено, си имаме здушено ептен. Мислам,
Ги сакам и точно и скопјаните си ги сакам. А скопјанките те сакат? И скопјанките ме сакат и јас ги сакам. и стварно го си поминувам во Скопје многу. Битола исто ми е во топ 3. Битола секогаш сум супер пречекан кај Кај да настапуваш? кај да било, да. Добро, дома си. Да, дома сум. Сега гледам полека Источна Македонија почнуваат да ме Да те сакат. да ме Да ја освојуваш, како нивни, да ја освојувам, да. Да. Така, добре. Мислам, стварно ретко од кое место може да сум се пожалил, мислам. Да. Негде надвор од Македонија си бил? Надвор од Македонија со пеењето не сум бил, мислам, со виолината, да. Со виолината, да, така е полесно. Така е полесно, да. Со таков момент надвор од Македонија. Да. Да, добро, уште си, мислам, имаш уште многу пред тебе што и да прави за да излези Така. твоето на виделина. Добар вокал си. Фала. Мислам, многу ме бендисва и боја која што имаш онака на гласот и како начинот на кој што ги изведуваш песните, баш автентично звучи, што е добро за еден пејач. Ми значи од Тој што не те знае, значи може да те побара Дарко Гроздановски на YouTube, Instagram, Facebook, слободно може да се проверите детето, да знаете дека не лупам глупости, дека вистина е што го зборам. Кој прв пат во животот ти рече ти дете убаво пеиш? Го памтиш тој момент? Јас не го памтам, ми кажале. Значи, детка Зоре се викаше, таа што ни свиреше во градинка на клавирот. Аха. И јас сум, Се издвоил. знаеш како сите деца викат во градинка кога ќе пеат, Да. али јас сум викал во интонација. Так. И му рекла на негователката да ме кои се родителите на детето, да дојди да го запише детето музичко, убаво пеј музикален. Да. Тие се Браво за тетка Зоре. тука се првите моменти кај што некој ми кажал убаво пеиш. После кога ме фати пубертето ми рекоа да олабаиш малку. Не убаво пеиш? Не убаво пеиш. Значи, многу е лошо. Висини страшни, мислам да ја слушнеш Љубена на YouTube, јас пеев сопранка и Марина, што зборам. А сега што си баритон, вака по зборањето не си баритон. Сега сум баритон бас затоа што од вчера од свиргат, иначе баритон контенор. Да, од цигарите? Од цигарите не, јас чисто спортски Спортски чатпат, пушиш? филмски, да. Да си го направам филмче. Пури пушиш? Пури чатпат ако ми даде некој да запавкам, иначе си мотам тутунче. Тутунче си. Друго да не моташ? Друго не. Добро. Не. Дека моташ тутунче, викам да не случајно. Да има нешто друго во тутунчето. Нема ништо, чисто Така. тутунче. Добро. Ајде да се вратиме малку и за Битола. Се прошетавме цек ден из цела Македонија. Како си врвеше, сакам да знам, овде беше дете, уште си млад, сепак, ама кај се движеше, да речем, низ градот, кај одеше, што одеше, кои моменти ги памтиш од Битола? Мене ми беше трасата генимале, музичко генимале, мислам... Немаше затоа што многу шетање. Немаше многу шетање, пешки со виолинчето и со чантичето. Добро, јас со професорот Томислав имав часови... Томче ти предаваше виолина? Томче, да. Здраво, Томче. Здраво. Имав часови 5 пати во неделата, затоа што така виде потенцијал изгледам. О, маста И ти иде, ми се посвети, многу е заслужен за многу ствари. Да, мене историја на музика ми предаваше Томче. Сина джалено многу, така имам разбран. Да, и ни викаше кромидари на свите. Кромидари едни, дека немирни ме. И тоа имам слушнат. И ние се замислувавме како онака глајци од кромица една типа клупи, знаеш. Кромидари едни кој ќе ни рече. Да, Томче добар беше, Томче, да. Да. И та генимале да ме груев учев. Основно и тука ми беше, мислам, во долниот дел на градот. Мирно дете беше или Палаво? Иако роден сум јас сепак првично JNA горе. Аха. После сме преселени. Ти дете од Довлеџик си? Градот, да. Добро е. Значи, комшкина си ми бил, комшкина сме стига да ја спава емисија, добро е. Се извинувам, почитувани гледачи, ама Се дешава. се ќе ја фрлам. Че да поминиме на зелено, ќе ја фрлам. Како може се напијам кафе, дупка да го ја погодиш, ќе се 3 пати ќе се накапи. Ама не до мене ни до тебе, туку сите улици во Битола се со дупки, се. Еве, апел го. Мишо апел, си имамо тепано да апели пуштање, джабе. Предница мирно, ми се чини 3 пати година. Видиш шо е, ама тоа е, што да правиме. Немаме друг град и други улици. Нема. Тука се најдовме да живееме, ќе возиме по дуп. Ете так. Може да се асфалтират улиците, да, нема проблем. Да, нема да се налути. Нема да се налутиме, да, во никој случај. Рековме Палаво или Мирно дете беше? Па велат дека Палаво. Палаво. Збесно. Се тепаше? Да, збесно. Не бев тепач. Не бев тепач. Кој ја доеше моментот ќе вратев, ама онака да
Али не мирно, онака не седнував на мислам не може да ме наранат како да ти кажам. Так. Со лепчето ме бркале. Енергично што енергично, да. така. Ајде да видиме се вака кај палавоста кога сме Ајде. оправдуваш хазардни игри на пример, ете затоа вака немам прашано некој од гостите. Хазардни игри. Да, како казино, коцка, не знам нешто, практикуваш ти такви работи? Не, види, се случува, пример, друштвото екипа сме излеле, не дај бе, вика ќаме ќе гледам, казино, ама тоа да. е чисто Од забава. ништо, тоа е Спортска пишеш? 5 минути. Не пишам спортски, ја пишам 2-3 пати, цел ден во стрес го поминувам. Не е за парите, ама се нервирам и не. Не е за Си пишење. гледам фудбал, рајат, ќе си седнам. Значи пратиш и спорт. Да не се Од тебе што велат музичарите послабо со спортот стојат? Па добро, татко ми е спортист, така ти да корен имаш сите спортови ги имам Да, тренирам. корен имаш таков. Да. Да. Сега овде во твојата мала, Мојата јас ќе најдам едно паркингче. Добро. Ајде од оваа страна, пошто овде лево имаме, десно ствари имаме контењери. Да. Да не ги гледаме нив на камера. Ево да сме таму. Овде вака, сега гледаме зградите, како се викува триаголникот беше на селбата. Така мислам дека да. Јас не знам. Добро, ова нека не е баш забере. мојот дел е таму. Малце потаму. Момент на дарување. Ајде. 5+, кучиња мачиња чуваш? Куќе имам, да. Како се вика? Дворот Джеки кај баба ми во куќата. Деки ќе јадиш денес, да знаеш. Имаш храна од 5+, исто така внатре има и за маче, така да на Одлично. некој улично маче ќе го нараниш да не е гладно. Супер. Ете така да бидат на Фала, храните 5+. животинките 5+ го имаме. За тој дел. Да ги спуштам овде полека вака. Како сакаш. Ајде вака. Снаоѓај се сега, тоа е простора во југото. Заборавив ти дадов кафе, ама во битола и вода даваме со кафето, така Пелагонка. Благодариме на Пелагонка, благодариме. што ми е огромен Кај поддржувач. се думав, ова водата можам да искористам. Така, кафе јас со вода се. му рекажите те, јас сум делабаво ти реко пи таму се што сакаш и јас имам едно овде до комплук ми заминам. Ќе си марам една Пелагонка, ќе ти кажам после седно што ќе ти дарувам. Ајде, и добро. И вие да си имавате Пелагонка, топе. Баш битолска вода. Парфем носиш, што парфем користиш? Да, во моментов имам овој Bad Boy ше на Херера. На Херера? На мене, да. Малце комерцијално, значи имаш на тебе, се ќе одиме малце Ќе одиме малце. во делот на уметноста на парфемите, Будар парфемерија во Близ ги има и во Скопје. Имаш попуст од томо, си земиш О, парфемче фала многу. оригинално, Таман до кое што субота. не се комерцијални, а се правени од комерцијални брендови. Така да се многу Фала многу. уникатни парфеми кои што ставаат силен впечаток. Одлично. Да, мислам дека ќе му поминам денови. Да, мислам дека ќе се споиш со таков начин, бидејќи Така? уникатен впечаток ќе биде состават и тоа го правиш доста добро. И Ива Бјути, Ива Битола, Веро и нова Битола кај Ружа Делчева. Третманч, се сакаш на што сакаш, лице, тело, раце, нозе, педикири, маникири, се што треба. Добро. Се има Ива Бјути се веќе бренд во Ќе- градот, така да слободно Супер. дојдеш да си се опуштиш. Ќе така поминам, да ќе не видам убав кои се третман. понудите. Да. Одлично, Ќе си одлично. се опуштиш во Ива Бјути, да ти Добро. кажеме секогаш момент на опуштање. Се пред да чекај да видиме до кај сме со вака еден технички момент. Одлични сме 23. Кога сме вака веќе при крајот на емисијата, секој сакам Кој застанеш човек страв да фати. стравте. Прва ја клавам, чекај, иш да не ти е страв, ќе се олавај шенко. Ја, угасна југото, ништо. Не, Ќе да. стојам, види ја. Ништо не трагај, така треба. Угасна ја. Ќе ја наричам запалам пак. Чак маке Не, југото. јас ја видов претходната емисија, метра либели изваде свашта чуда. Да, не, немам се ништо за тебе такво. Гледаш дека ќе ми бидев на смепката на Ана. Знам како не иде. Не, немам ништо такво спремено за тебе. Сакам да те прашам во смисла настапуваш, како што кажавме, најмногу Да. по тоа си препознатлив. Приказ на некоја таква не ми кажа што ти оставила, не знам, впечаток некој таков малце како да го наречиме, од некоја фанка. Не знам, не ми кажа ли ти текна веројатно. Ама еве за крај, кажи ми ти, ете на порака до сите тие твои фанови, сите луѓе кои што те гледаат, кои што ќе не гледаат сега. Да. Не знам нешто ете така како за крај да некоја порака да пуштиш. Порака да пуштам. Да. Сова требаше ме припремиш. Добро. Се нема припрема овде. Ни прашање ни ништо. Порака да пуштам. Значи прво што сакам да пуштам порака е да се слуша што повеќе македонска музика, квалитетна музика. Да правите вие пејачите малку. Ние да правиме поќе македонска квалитетна музика. Ете така. Да. Да го турниме
Значи, ако не има поќе, полесно ќе го турниме шундот. И поддржувајте македонски артисти. Одете му на настапи. Одете му на настапи. Не знам, Купувајте плочи, грамофонски адними. купувајте плочи, да. Значи, ако би вадел албум Здравие, сакам На да го плоча. извадам сакам да го има и на плоча. Да. Така да, гледам дека Тренте и тоа ме веќе бенди тоа, со да. веќе и тренте, а и во некако сега што гледав Греми овона се враќа звукот, некако Да. се враќаат живите инструменти во песните и Ами така се во гледам време кои на добри Artificial. најави. Да, во време на Artificial, Треба да се вратиме малце на да, да се вратиме назад и мислам дека што е следно, мислам, од толку компјутери нема поќе, сега дај да се вратиме малце на човечкото. поприродниот, на поприродниот звук. Так, значи кај блискове врвење. Да. Добро. Кажа дека скопјанките сакат, нека те сакат и штипјанки, и струмичанки, и сите Да, станат и си таму се кај се сакаме, сакаш да мислам, освојуваш. Така да, уште еднаш фала ти што ми беше во југото, Фала што ти си се тебе. повозивме. Се Многу надевам ти се бендисо. Топ. Да ман си беше. Одлично. Ете така. Тоа беше Дарче, ние бевме Мими Дарче од југото, ако Дарче, така на лабаво, Како на сакаш. битолски, да. Слушајте го Дарко Гроздановски и гледајте Југо, видиш што го реков ово на крајот. По. Ба, каши, нема поуп, чао, чао. Чао, чао.